Почитувани медиуми, почитувани граѓани. Социјалдемократскиот сојуз и ЗАЕВ најгрубо ги партизираат и силуваат институциите, а со тоа и директно го нарушуваат изборниот процес. Позади мене, на овој екран, имаме слика одвработена во студентскиот дом Пелагонија, која според наши извори била принудена во текот на работното време да носи маичка со партиски обележја од Социјалдемократскиот сојуз, се со цел влијање врз студентите кои домуваат во студентскиот дом. Ова е најгрубо партизирање на институциите од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Ова е директно нарушување на изборниот процес. Ова е класично мешање на партија и држава, што Социјалдемократскиот сојуз го спроведува уште од првиот ден. За жал, ова не е прв случај на мешање на партија и држава. Социјалдемократскиот сојуз ги запоседна институциите со своите партиски кадри, кои се во функција, и им водат изборна кампања на кандидатите на Социјалдемократскиот сојуз. На другата слика можеме да ги видиме министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски заедно со кандидатот за градоначалник на Социјалдемократскиот сојуз во Охрид Јован Стојановски во придружба на Димитар Вервезовски, тоа е господинот со очилата, кој инаку е председател на Општинската изборна комисија во Охрид. Значи, замислете, човекот кој треба да гарантира фер избори, оди заедно во кампања и агитира за кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз, и тоа во придружба со министерот за внатрешни работи, што по секоја логика полицијата треба да биде непартиска. Имаме и уште еден случај на мешање на полицијата и партијата. На третата слика можеме да забележиме дека на партиски настан во Росоман, каде што се појавува Радмила Шеќеринска, во нејзина придружба е Тони Стојанов, кој е инаку инспектор во полициската станица Кавадарци. За овој човек имам информации дека редовно се појавува на партиските настани на Социјалдемократскиот сојуз. Социјалдемократскиот сојуз во Министерството за внатрешни работи ги маргинализираше сите професионални кадри, а за сметка на тоа постави партиски кадри кои секојдневно агитираат и вршат притисок врз граѓаните да гласаат за кандидатите на Социјалдемократскиот сојуз. Бараме одговорност и бараме брза реакција од страна на надлежните. И исто така, ги повикуваме сите релевантни институции кои се вклучени да ги следат нерегуларностите во изборниот процес, веднаш да реагираат на нарушувањето на изборниот процес и најгрубото мешање на партија и држава од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Сите овие примери се уште еден доказ дека Социјалдемократскиот сојуз се исплашени затоа што ќе ги изгубат изборите на 15 октомври и затоа што на терен ги вадат сите своји партиски кадри од институциите да вршат притисок врз гласачите. Но, сепак, сето ова им е џабе, бидејќи граѓаните ќе ги поразат на 15 октомври со пенкалото во рака. Ви благодарам.